Здраво, денес го возам новото Peugeot 208. Ново. Ова е освежена 208-ца. Сметам дека на Peugeot не им требаше да направат освежување било какво, ниту на 208, ниту на било кој друг нивен модел во моментов, бидејќи последниве години на Peugeot се толку добри во поглед на дизајн, толку прават едно ремек дело дизајнерско, што сметам дека ќе им требаат на останатите брендови што неколку години да се трудат за да го стигнат ова што го направи Peugeot дизајнерски, но како и да е, и ово освежување и претходната изведба се феноменални во поглед на дизајн. Јас сум апсолутен фан на ова што го прави Peugeot во последниве години дизајнерски и со ово освежување изгледа уште по-добро, уште по-спортски, ако мене ме прашувате. Што е интересниот момент? Ова е актив, основното ниво на опременост на Peugeot и тука ми се вади една поента колку всушност правилниот избор на боја, склопен заедно со одлични дизајнерски линии, како тука, изгледа феноменално, изгледа богато, изгледа многу ексклузивно. Така да, изберете многу паметно каква боја ќе поставите на било кој модел на Peugeot, бидејќи со вака мала нијанса на добра боја, изгледа феноменално. Дизајнерски има одредени измени во светлата назад и напред, исто така како што видовте во маската. Новите раткапни ќе ги кажем, бидејќи ова се пластични надплатки, како и да се кажуваат правилно. И изгледат исто така доста интересно, доста кул. Ова го видовме во 3008-цата, искрено мене ми е интересно. Тоа е дизајнерски во поглед на функционалност, се е останато исто. Багажниот простор си е 309 литри багажен капацитет, што за едно мало градско возило сметам дека е сосема доволно. Тука да има голема висинска разлика од ивицава на браникот со даската доле, но колку реално тоа ќе промени нешто позитивно или негативно, пак ќе кажам за градско мало возило, мислам дека нема да значи нешто драстично. Тука имаме една закачалка што е кул, тоа е практично и тие ги сакам. И под оваа даска тука доле имаме простор за големо резервно тркало, што е супер кул, бидејќи во дополнителна оправа можете тоа си го земете. Сега ќе се префрлиме внатре и полека ќе почнеме да возиме, да видиме 208-цата што нуди во овој актив, во овој основно ниво на опременост. Интериерот, исто како претходната изгледа, нема разлики во комфор, во практичност. Големината сепак е таа, мислам, возилото е тоа, нема никакви измени, освен освежувањето што го спомнав дизајнерски, што е направено за да биде уште по-возбудлив, уште по-атрактивен. Другото е тоа. Нормално, мало градско возило, не можеме да очекуваме на задната клупа нешто преголем простор, и што е нормално, бидејќи намената му е, како што кажав, за градски услови. Но ако сакате по-детално да видите што нуди 208-цата, тие видеа можете ги погледнете тука и да видите детално колку точно простор има на задната клупа. Иако како што гледате и сега, просторот е тој, нема USB порт позади, што јас сметам како критика, бидејќи можеби возило, не можеби, сигурно голем број од купувачите на ова возило ќе го користат и како второ семено возило и ќе користат за позади да ги искористат и ISOFIX куќи за да се постави детско седиште, а тоа дете ќе сака да се да користи телефон, а тој телефон треба да се полни, така да ради тоа јас сметам како критика. Инаку седиштата се многу удобни, страшно многу удобни. Тоа мислам дека го спомнувам и со првото искуство воопшто што го имам со 208-ца пред неколку години. Многу удобни седишта, па дури на задната клупа. Што се однесува до тука напред, 10-инчен екран кој што е стварно функционален. Она што ми се допаѓа околу него е тоа што приметувам дека Peugeot имаат направено одредени апдејти за нешто што претходно можеби јас сум имал одредена критика, не дека Peugeot ради мене ги имаат направени тие работи, да бидеме реални, но имам приметено дека
одредени елементи во системот се подобрени и многу подобро функционира инфозабавниот систем, инаку имате можност во ова актив ниво на опременост да го поврзете екранот со вашиот телефон. Јас користам Apple и со CarPlay функционира феноменално, има опции за Android Auto исто така, без разлика дали ќе го врзете преку USB портот што е поставен тука доле или можете бежично го користите, што е феноменално. Имаме паркинг сензори, нема паркинг камера, искрено би сакал да има, бидејќи ми е попрактична, но и паркинг сензорите се сосема доволни, бидејќи ќе ни овозможат да имаме одредена подобра прегледност или ориентација при паркирање. И сега во ова актив ниво на опременост го нема тој 3D iCockpit екран тука пред возачот со тие феноменални графики и чуда се што овозможува. Тука е аналогна инструмент табла со мал екран кој што одредени информации ги прикажува за возачот, како радарска контрола, ако треба да не предупреди дека сме излегле од сообраќајна лента или дека има некаква пречка пред нас и треба да закочиме, ги прикажуваат информации тука, исто така потрошувачка. Нели да не ви објаснам, знаете точно што се нуди. Искрено, еве и во ова актив ниво на опременост, да кажам, бейзикот, нели, изгледа доста убаво, доста интересно, не е дека ми фали iCockpit-от, убаво е да го имам него како опрема, но сосема добро си ја вршат работата и немам никаква замерка. Останатиот интериер е тој, тоа е линијата, тоа е дизајнот и стварно Peugeot, па ќе кажам што го прават и надвор и внатре, е феноменално, малиот волан во кој што се чувствувам искрено како да возам авион. И тоа ми е доста интересно, особено при возење, бидејќи Peugeot имаат феноменална контрола зад волан и тоа го спомнав и со 308-цата, 3008, 208, еве го сега и со освежената 208-ца, многу добра контрола зад волан. Дополнително на тоа се чувства одредена забава, не знам, порано возев Saxo и бев фасциниран од тоа Saxo, колку многу забава ми нуди зад волан, некако беше лесно, многу добра контрола над волан има во секој момент, во секоја кривина, знам што може да се случи со возилото и како јас тоа да го изрегулирам, и истото ми се случува тука. Peugeot ми имат вратено некои такви возачки гени од претходно, каде што се даваше максимален ефорт кон возачот. Ова е една критика што одлично, системите си ја вршат својата работа стварно одлично, предупредуваат за најмала ситница, што од безбедносен аспект така и треба. Но титкањето некој пат толку многу ме иритира како оке, смири се. Добро, се вратам на возачкото искуство. Убаво, многу прецизен волан, многу стабилно возило, многу забавно. Дополнително на тоа, тука што имам мануелен 5-степен менувач, ми го надополнува тој ефект, бидејќи ја чувствам поврзаноста моја со возилото многу повеќе, многу ми е позабавно. Автоматик искрено многу повеќе сакам за градските големи сообраќајни метежи, но кога ќе размислам во поглед на забава, не би го дал мануелниот за ништо. Стварно, многу добра забава. И она што па друго многу ми фати око, рачна, ама баш рачна, не електронска да ми биде, рачна. Така да, некои ситници кои што ме враќаат на некое време кое што беше доста позабавно возењето. Peugeot стварно лавовски се бори со целата конкуренција и дури еве во ова актив почетно basic ниво на опременост е феноменално, стварно феноменално. Опрема која што е сосема солидна, искрено ова се системи кои што ќе ни бркаат работа, дизајн кој што изгледа феноменално, многу поскапо од било што и цена, да, ја гледате цената. Сега, околу практичните работи на интериерот не спомнав дека да, екранот окей, тука ги имам овие копчиња, авионски копчиња, кои што си ги кажувам, кои што ми се феноменални и ми се допаѓа тука кај Peugeot, што со еден клик
можам да изгасам климата или да ја пуштам и она што ми е интересно кога ќе ја пуштам климата се пушта на она што претходно сум ја сетирал. Тоа искрено ми е многу практично во овие моменти, особено бидејќи кој ми треба да ме згрее сега кога е ладно, пуштам веднаш ми е наместено на температура на се, само со еден клик. Не треба веднаш да пребарам низ мени, па да уклучам, па да наместам брзина, па температура. Феноменално. Стварно многу добро. Дополнително на тоа имаме две остави тука за телефон, големи остави, како што кажав, USB порт, две остави за шишиња, 12 волтен приклучок за струја. Ми се допаѓаат овие елементи што и тогаш и сега ги има како зелени шевови и елементи низ интериерот. Всушност целиот интериер ми е многу убав. Седењето, положбата, да, тоа ќе се прилагодите на Peugeot онака како што треба заедно со воланот, за да имате подобра прегледност и едноставно да уживате. И седиштава, дечки, се феноменални. Иначе под хаубо имаме 1,2 3-цилиндра бензински мотор кој што произведува 75 коњски сили и вака кој ја кажеме, кој ќе го дискутираме, кој ќе прочитаме на хартија, сите гледам дека се со одредени предрасуди, леле 3 цилиндри, се што тоа кај нас постои, 75 коњски сили, па тоа е малце, дечки, да бидеме реални за она што е наменет, за што е наменета 208, за кај ќе се вози најчесто во 95-97% од случаевите. Не му треба ништо повеќе, 75 коњски сили се феноменални, се сосема доволни, доволно моќен, доволно жилав мотор, така да не гледам причина зошто да се оди на нешто поголемо, ако реално не ви е потребно од нешто такво. 75 коњски сили, 1.2, интересен мотор, треба да се искористи оваа опција бидејќи стварно убаво функционира овој пакет. Стварно многу убаво функционира и мислам дека е сосема доволно за ова што ќе го користите. Направете subscribe, ова е новата освежена Peugeot 208. Јас сум апсолутен фан на бојава, ме интересира вие што мислите конкретно за оваа боја и конкретно за освежената 208 и што сакате друго да видите наскоро на канал. Се гледаме. Чао!